Почитувани гледачи, добро вечер, добре ни дојдовте во емисијата Здравието е се. И вечерва со нашиот гостин ќе се обидеме да зборуваме на интересна тема, а посебно за младата популација. Ќе посветиме внимание на контрацепцијата, која спречува несакана бременост и има различни методи и начини на користење на контрацепција. Ќе зборуваме за негативните и позитивните страни на различните видови на контрацепција со доктор Фонзи Јуруков, специјалист гинеколог во Кочанската општа болница во Кочани, се разбира. Добро вечер, докторе, добро ни дојдовте во емисијата Здравието е се на Канал 8. Добро вечер. Ќе зборуваме за регулација на фертилноста или регулација на несаканата бременост. Прво да објасниме што е тоа, значи регулација на несаканата бременост и како се регулира. Овака, несаканото раѓање, односно несаканата бременост, може да се реши на два начина. Првиот начин е да не дојде до бременост, или методата контрацепција, и вториот начин е, откако веќе дојде до бременост, прекинување на бременоста или абортусот. Повеќето од методите и највеќе од методите на контрацепција се употребуваат или ги користат жените, се наменети за жените, додека мажите имаат само еден мал ограничен број на користење на методи за контрацепција, односно тоа е кондомот, користење на кондомот, коитус интерруптурс или прекинат однос и стерилизација. Така, ќе објасниме поединечно и за жените и за мажите кои се тие кои се користат, нели, и да споменеме какви видови на контрацепција има. Овака. Тука ќе се задржиме, нели, повеќе на тоа, а ќе го споменеме и абортусот, за кој ќе одвоиме и посебна емисија. Така. Постојат повеќе контрацептивни методи. Најчесто во денешно време користена контрацептивна метода е хормонската контрацепција. Тоа е првата метода. Втора метода е интраутерината контрацепција. Трета метода се механички и хемиски контрацептиви. Четврта метода е како да кажам, природен начин на користење на плодни денови и неплодни денови, и последната метода тоа е стерилизацијата. Поединечно ќе ги објасниме сите и верувам дека ќе ги интересира и гледачите на Канал 8 и на оваа емисија. Почнуваме со хормонската контрацепција. Така. Каква е таа и хормонската контрацепција почнала да се користи дури тогаш откако се пронајдени синтетски производи на кои се слични на природните хормони кои ги излачува женскиот организам. Значи, откако се пронашле тие синтетски споеви, слични на прогестеронот, прогестеронот е еден хормон кој се излачува во втората фаза на менструалниот циклус, значи се пронашле синтетски споеви слични на тој прогестерон, кои се нарекуваат гестагени или прогестагени. Разликата меѓу прогестеронот и овие гестагени функционално е иста, меѓутоа природниот прогестерон е инактивен, односно не е активен ако се користи преку уста, значи перорално, додека за разлика од природниот прогестерон, овие синтетски споеви на гестагени и прогестагени се активни и кога се внесат преку устата. Значи, веќе се создале услови за да се применува тој гестаген да делува слично како прогестеронот, меѓутоа да биде активен со употреба преку устата. Значи, може ли да се формират, да се веќе состават такви таблети кои ќе бидат активни земајки се преку уста. Односно, луѓето поедноставно да ги користат тие контрацептиви. Сега да кажеме дека овие контрацептивни средства на кој начин делуваат. Споевите што се најдуваат во тие контрацептивни средства се состав од два хормона кои ги нормално излачува женски организам. Тоа се естрогени и
гестагени. А тие два хормона заеднички влијаат на еден дел во мозокот кој што се вика хипоталамус, хипофиза, значи таму каде што се произведуваат нормално гонадотропините, односно тоа се едни хормони кои ги излачуваат мозокот и жлездата хипофиза која се наоѓа во мозокот, така да излачувајќи ги тие хормони, нормално се ствараат јајни клетки, фоликули во јајниците. Овие таблети, земајќи ги на овие контрацептивни таблети, ја блокираат таа оска и не доведува до овулација. Фактички не може да настане бременност, што нема јајна клетка која треба да биде оплодена. Тоа е еден од начините на кои действуваат овие хормонски препарати. Друг начин е со тоа што го намалуваат мотилитетот на гениталниот тракт, односно мускулатурата на гениталниот тракт е помлитава, потоа го успоруваат асцендирањето, односно качувањето на сперматозоидите, нивната биолошка функција исто така ја намалуваат, и тоа се начините на кои делуваат тие контрацептивни таблети. Сега тие контрацептивни таблети, односно контрацептивната метода може да се состои, има повеќе варијации. Една од варијациите на употребата на тие контрацептивни таблети е она еднофазна метода, каде што се употребуваат во една фаза еден хормон, естроген, во другата фаза прогестаген хормон. Постојат двофазни и трофазни методи, каде што разликата е во тоа што во одредени циклуси, во одредени фази од циклусот се користат прво едни таблетки, па после комбинација на вторите таблетки, па заедничка комбинација и на првите и на вторите таблети, и на тој начин делуваат. Значи, тоа е начинот на делување на тие хормонски контрацептиви. Меѓутоа, хормонските контрацептиви, тоа се користат секојдневно, за таблетките збориме, по една таблетка, и обично почнува да се користат петиот ден од менструалниот циклус и се користат наредните 3 недели. Се прекинуваат таблетките, после прекинувањето на таблетките, после неколку дена доаѓа менструација. Народот ја вика менструација, меѓутоа не е тоа она права менструација кога жената добива без користење на такви контрацептивни таблети. Во овие хормонски препарати или контрацепција хормонска треба да кажеме дека постојат и други начини, други препарати кои може да делуваат малку по-долго време. Односно, тоа се инјекции кои се дават, тоа се депо препарати, односно препарати кои се убризгат у организмот и секојдневно се ослободуваат постепено дел по дел од тој препарат и тоа трае подолго време. Такви хормонски инјекции што се дават може да трајат од 30 до 60, дури до 90 дена. Потоа се стават подкожни импланти, односно исто така препарат, таблетка која се имплантира под кожата на подлактицата или надлактицата и откако се имплантира внатре под кожата, хируршки нормално се усадува тоа во кожата, постепено секојдневно се ослободува дел од тој препарат што се наоѓа во имплантот, така што може неколку месеци да трае дејството на таа контрацепција. После тоа исто така постојат и вагинални прстени кои се стават во вагината, исто така се ослободуваат тие хормонски препарати што се наоѓаат во тој вагинален прстен. Постојат исто така и интраутерини улошци, односно улошци, ќе збориме после во втората метода за користење на такви препарати, во кои препарати постоje и дел од хормон кој се ослободува исто така подолго време, значи може неколку месеци да се користи тие контрацептивни таблети. Значи да подсетиме, зборуваме за хормонската контрацепција. Ова е се што зборевме за хормонска контрацепција. Да, но дали имаме негативни страни на оваа хормонска контрацепција? Па видите. Позитивните кажавме, не сака на бременност ќе се спречи. Јасно. Треба да кажеме дека употребата на хормонската контрацепција носи своји ризици, компликации, а пред се треба да имаме индикации заради кои може да ги користат одредени луѓе и кои не
некои е да ги, забрането, некои кои не може да ги користат. Прво ќе кажеме за контраиндикациите, апсолутните контраиндикации кај жени кои не треба да ги користат овие хормонски контрацептиви. Пред се треба да кажам дека жените кои не се раѓале, младите особи, не е пожелно да користат хормонска контрацепција. Значи, хормонската контрацепција тек од како ќе се репродуктивниот период веќе кога е во тек, односно кога жената има родено. Рековме за контраиндикации, апсолутни контраиндикации за користење на овие контрацептиви. Тоа се најчесто васкуларни болести, тоа се тромбо... Значи, доколку жената има васкуларни болести, не би требало да користи такви хормонска контрацепција, тоа се тромбоемболијата, тромбофлебитиси, атеросклерозата, церебрални инсулти, миокардни инфаркти, исто така оштетена функција на хепарот, на црниот джигер, пошто сите препарати се метаболизират и идат преку детоксикација во црниот дроб, значи болести на хепарот, не е дозволена контрацепција хормонална, инфаркти на миокардот, реков, карциноми на дојката, хипертензија, шекерна болест, хиперлипидемија, покачени липиди, масноти во крвта и така натаму. Обично овие жени не би требало да користат хормонска контрацепција. Кажавме дека младите не би требало да користат хормонската контрацепција, значи ли тоа дека има големи последици? Доколку се користи, доколку жената ги нема овие проблеми? Види, рековме дека младите, релативно е младите, оние може кои да не ја користат, родиле, оние така. кои не се родиле. Меѓутоа постојат одредени компликации и ризици од примената на хормонската контрацепција. Едни од тие компликации се длабоки венски тромбофлебитиси, воспаление на длабоките вени на нозите, тромбоемболии, потоа галактореја, тоа е течење на исцедок од градите заради покачениот пролактин, еден хормон кој предизвикуваат го ова, а доаѓа до покачување на тој пролактин од употребата на тие хормонски контрацептивни таблети. Исто така, канцерогени ризици, обично карциноми на градите, исто така, еден од ризиците за употреба на тие хормонски контрацептивни таблети и ретесија на течности, односно стварање на отоци. Повеќе од жените знаат вика пиеме таблети и малку се здебеливме фактички тие отоци што се јавуваат се резултат на употребата на тие хормонски контрацептивни таблети. Но жените сепак ги користат иако ги знаат последиците и сигурно и совет е без да идат предходно така, на мора лекар, консултација со гинеколог. не би требало да се користат такви таблети. Така, вториот вид на контрацепција кој ќе го објасниме е интраутерина. Што значи истото и кои се тие видови на контрацепција? Овака, интраутерината контрацепција, тоа е контрацепција, утерус значи матка. Значи, интраутерина нешто што се става внатре во матката. Тоа е интраутерина контрацепција. И така да, таа интраутерина контрацепција се најчесто се користат спиралите. Постојат два вида на такви интраутерини улошци, што ги викаме, медицирани и немедицирани. Немедицираните се користеле порано, тоа се средства кои се ставаат, вметнуваат внатре во шуплината на матката и не доведуваат или штитат од забременување. А тоа се полиетиленски материи, најчесто порано користена била липесовата замка Д, така се вика, формата и е таква, и затоа се вика таква, меѓутоа покасно со развиток на технологијата и почнале да се користат медицирани интраутерини улошци. Едни од тие се од материи кои предизвикуваат
одредени промени во шуплината на матката, односно на местото тамо каде што треба да се угнезди оплодената јајна клетка. Најчесто користени препарати се од бакар и од сребро. Значи, со додавање на тој интерутерин уложак дел на бакар и на сребро предизвикува реакција во внатрешноста на матката, така да оплодената јајна клетка кога ќе падне место да се вгнезди во зидот на матката, таа едноставно испаѓа надоле, фактички на тој начин делува, начинот на делување на тие интраутерини уловчи. Иначе, што предизвикува тие интраутерини уловци? Тие ја спречуваат, значи, имплантацијата на оплодената јајна клетка, го променуваат биохемискиот состав на цервикалната слуз, влијат на мотилитетот на сперматозоидите, што треба да се качат нагоре. Треба да кажеме кога се аплицираат. Најчесто, значи, спиралите, тие интраутерини уловци, е да се аплицираат после менструација. Друго, меѓутоа може да се аплицираат и во било кое време, се аплицираат исто така после пороѓај, се аплицираат после абортус, после пороѓај, обично 6 до 8 недели после пороѓајот може да се аплицираат тие интраутерини уловци. Отстранувањето. Најчесто се отстрануваат после завршетокот на менструацијата, меѓутоа од... Сама жената може да го направи тоа? Не, мора лекар, гинеколог, тоа да го и вметне внатре во матката и да го отстрани. Значи може после менструацијата да се отстрани, меѓутоа при потреба или при било какви случаи може во било кое време од циклусот да се отстрани и тоа. Дали може да ги користат и жени кои се уште не раѓале? Сега ќе кажам за фактички кои се контраиндикациите и кои се последиците од нејзино користење на интраутерините уловци. Треба да кажеме дека контраиндикации, односно жени кои не треба да користат интраутерини уловци, тоа се одредени пелвични воспаление на карличните органи, односно на гениталните органи, претходна вонматерична бременост, значи жената ако имала претходна вонматерична бременост, не е пожелно да користи интраутерини уловци, потоа се миоми на матката, значи чворови на матката, алергии на бакар и на сребро, односно на тие материи што се присутни во самиот интраутерин уложок, односно во спиралата, потоа диабетичарки, мултипари и нули пари. Фактички мултипари значи жени кои се многу раѓале, не е добро да користат такви препарати, и жени кои воопшто не се раѓале, значи не е пожелно да користат такви интраутерини уловци, односно спирали. Спирали, познати така. Рековме за компликациите. Компликациите може да бидат различни. Тоа се најчесто продолжилни крварења, пелвични болки и воспаление, леукореја, односно знак на воспаление на вагината, колпитиси што ги викаме ние, бременост, една од компликациите, значи повеќе од жените мислат дека составањето на спиралата дека заштитени се 100%. Не, има случаи, значи да не речам не често, меѓутоа еден добар процент може да настане бременост и покрај постоењето на спиралата. Други компликации се експулзија на тој интраутерин уложок, односно да испадне сам од матката, па жената мислејќи дека е заштитено да дојде до несакана бременост. Друго се тубоваријални абцеси, тоа се гнојни кеси внатре во јајникот и во јајоводот, како резултат на инфекција која може да се прошири асцендентно, значи нагоре во гениталниот Значи има доста ризици од користење на самата спирала, така. Друго е перфорација на матката, исто така при внесување на самиот уложак може да се пробуши матката или перфорација да настане. И една како од последните компликации е ураснување на тој интраутерин уложок внатре во зидот на матката.
Тоа сме имале такви случаи, односно жени уште на почетокот кога се овие препарати измислиле, се ставени и жени под 50 години и повеќе заборавиле дека фактички има ставено таква спирала. И кога на случаен преглед на ехото ние ја видиме и после мораме да ја отстранеме, на кој начин постојат повеќе методи за отстранување на тоа. Да. Имаме механичка и хемиска контрацепција. Која е всушност механичка, која е хемиска контрацепција и кој треба да ја користи? Кој не треба се Третата метода на контрацепција тоа е механичката и хемиската контрацепција. Во механичката контрацепција спаѓат неколку препарати. Првиот препарат тоа е диафрагмата, вториот е кондомот и третиот се цервикалните капи. Ќе кажеме по нешто за секој од нив. Диафрагмата тоа е фактички еден обрач обложен со една гумена мембрана. Диафрагмата се става во вагината и фактички он ја поделува вагината на два дела и механички не дозволува сперматозоидите да се качуваат нагоре. Обично овие препарати сите се премачкани со спермицидни материи, кои освен механичкото за спречување на качувањето на сперматозоидите нагоро, делуваат и на самите сперматозоиди, фактички го уништуваат нивниот моталитет, односно качувањето, движењето, го менуваат биохемискиот состав. Овие диафрагми обично се користат, може да се користат односно се стават 2 до 6 часа пред односот, а се вадат 2 до 8 часа после завршениот однос. Во овие механички средства спаѓат и тие цервикални капи. Тоа се едни капи кои се стават цервик, значи грлич на матката, значи се стават на грличот на матката и по механички пат фактички го затвораат каналот по кој треба сперматозоидите да се качуваат да дојдат до матката и ја водат за да настанат оплодување. Значи, грличот на матката кај секоја жена е различен по форма, големина, така да во зависност од формите и големините се измислиле и разни такви цервикални капи. Постојат цервикални капи за нормален цервикс, прентив се викат тие форми, постојат цервикални капи за долг и тенок цервикс, вимуле се викат тие цервикални капи и постојат капи за широк дебел цервикс, думас се викат тие цервикални капи. Значи, во зависност од грличот на матката се користи соодветна цервикална кап. Исто и овие цервикални капи се премачкани со спермицидна материја, делуваат на истиот начин, како што реков. Може ли жената сама да ги употребува без консултација на лекар или сепак подобра е консултација? Сите овие препарати потребно е консултација со гинеколог, било што да се користи, сепак гинекологот мора да има увид на состојбата и спрема тоа да знае која метода и кој препарат да и го препорача на жената. И третиот начин на механичка контрацепција е, ви реков, кондомот. Кондомот, рековме уште на почетокот дека мажите го користат и една од добрите работи за кондомот е што покрај заштитата од бременост спречува и заштита од полово преносивите болести. Меѓутоа во некоја друга прилика ќе зборуваме за тоа. Хемиската контрацепција, хемиските методи на контрацепција, тоа се материи кои делуваат хемиски и најчесто тоа се препарати кои содржат внатре во нив стеаринска киселина, какао, маслац, разни препарати са тоа, желе и така натаму. И овие материи, кога се внесат во вагината, тие делуваат негативно на спермиумите, односно ги уништуваат. Овие препарати, сите што ги реков од хемиските средства, што се може да бидат користени како желе, како креми, како пенушави креми, како вагитори и така натаму. Колку се сигурни?
Па добар процент И се колкава е заштитата? сигурни. Заштитата е доволно голема е, бидејќи директно кога дојде спермиот во контакт со тоа хемиско средство, фактички го уништува спермиумот. Биолошката функција му ја намалува и нема шанса тој да дојде во погорните партии на гениталниот тракт. Има ли и тука контраиндикации, некои лица кои не Па треба да ги обично користат? воспаленијата, вагиналните воспаленија не се препорачливи за користење на овие средства. Последици не би требало да има Последици некои не. поголеми, така. Не. Природни методи на контрацепција. Овака, природните методи на контрацепција и ден денес се користеле од памти века, некој пат успешни, некој пат неуспешни, меѓутоа луѓето... Но кажавме дека и овие другите видови на контрацепција не се 100% на заштита, така да... Така, има 1% каде што може да дојде сепак до бременост. Најдобра, мислам, процентуално, ипак хормонската терапија е најсигурна терапија. Со таблетите и така. Да. За овие природни методи на контрацепција реков дека постојат повеќе методи и сите методи се базираат на израчунување на оној сигурен период кога жената не може да остане бремена и оној период кога жената може да остане бремена. Во тие методи спаѓат ова календарската метода. Сметање на плодни и неплодни денови на жената. Сметање на плодни и неплодни денови. Втората е температурната метода и трета е една билингсова метода. За сите ќе кажеме по нешто. Ова календарската метода се базира на плодни и неплодни денови. Треба да знаеме дека јајната клетка живее 24 часа. Машкиот сперматозоид живее од 48 до 72 часа. Значи, ако јајната клетка живее 1 ден, машката сперма живее 3 дена, значи фактички испаѓа дека 4 се плодни денови во текот на еден циклус. И сега треба да ги израчунаме кога се тие Кај жена која има ќе ги интересира сите овие кои гледаат. Кај жена која има нормален циклус, а нормален циклус го сметаме 28 дневниот циклус. Значи од доаѓање на менструација до наредна доаѓање на менструација 28 дена треба да проведат. Значи во таков циклус, жени кои има таков циклус, овулацијата обично настанува 13-тиот, 14-тиот ден. Значи овулација значи јајна клетка кога прсне и кога може да биде оплодена. Значи, сметајќи ги овие 4 дена, што реков, што може да бидат плодни, од тај ден, 13-тиот, 14-тиот, кој ќе земеме на напред и на назад, испаѓа дека плодни денови се од 10-тиот до 17-тиот ден. Значи, тие се денови плодни и тие денови не би требало не да се има однос, туку да се внимава со односот. Другите денови се сметат како денови во кои можат партнерите да бидат слободни. Што и не мора да значи. Што не мора никога да значи, меѓутоа бидејќи жената некогаш знае циклусот да биде поголем од 28 дена. Тоа е само доколку има редовна менструација жената, така. Така, значи неколку месеци, да не кажам, пола година треба жената да испитува како е менструалниот циклус, па тек тога да се базира на ова. Значи ако е менструалниот циклус подолг од 28 дена, место 17, значи може да биде повеќе не од 10 до 17, да го биде од 10 до 20 ден. Или да биде да се помести во зависност од менструацијата. Тоа е календарска метода. Втората метода, реков, е температурната метода. Таа температурна метода се базира на тоа што во текот на менструалниот циклус, во втората фаза, после овулацијата, значи, доаѓа до излачување на еден хормон прогестерон. Тој прогестерон има такво својство што ја покачува базалната, односно температурата кај жената, базалната температура за неколку десетици од степен. Значи, начинот
кога ќе дојде до овулација, после 2-3 дена, ако жената си воде температурна листа, ќе видиме дека после 2-3 дена од овулацијата температурата е покачена. Значи околу 2-3 ден од овулацијата. Таа температурна метода точно се базира на тоа што од почетокот на циклусот па до третиот ден на покачување на температурата се смета како несигурен период. И тогаш треба да се внимава. Тек после тоа, после третиот ден како ќе се покачи температурата, веќе се смета дека не е опасен период и може да се има послободен однос. И третата метода, тоа е Билингсовата метода, еден научник, кој испитувајќи го исцедокот од грличот на матката, забележал лачење на една белузнава, воденикаста секреција, и таа секреција е различна во различните фази од менструалниот циклус. Значи, од почетокот на циклусот таа е малку погуста, полеплива, како што се приближува денот на овулација, станува се поразредена воденикаста и во време на овулација е воденикаства најретка, што е и логички, значи тогаш кога е најретка, да можат сперматозоидите низ таа реток медиум да се качат нагоре за да дојдат да го оплодат, да ја оплодат јајната клетка. Значи таа Билингсова метода се состои во излачувањето на таа цервикална слуз, кога ќе е најобилна, тогаш значи е жената во овулација и тогаш треба да се внимава и може колку ќе може тоа жената да го примети, но како и да е, да. Не би можела, меѓутоа во консултација со лекар, со следење на таа цервикална слуз, лекарот многу добро знае да процени густината на самата течност, нели, да. Има си една метода кога ќе се растегне таа слуз меѓу пинцетата, најмалку 7 сантима треба да биде растегливоста на таа слуз, па да знае дека жената е во овулација, или ако се стави на микроскоп, многу лесно се гледат, папрат феномен се јавува за знаење дека жената е во овулација. Значи тоа се тие природни методи на контрацепција кои, кажавме, не се толку сигурни, како и другите видови на контрацепција. Стигнавме до... Тука требаше да кажам дека покрај овие природни методи постојат и традиционални методи, што се користат од памтивека и уште можеме се користат. Тука е коитус интерруптус, односно прекинат однос или прекинат сноше. Значи, во моментот кога мажот треба да ејакулира, половите орган, го вади половит орган фактички. Тоа е таа традиционална метода. Ја испрала спермата надвор. Добро. Да. Стерилизација е петиот начин на контрацепција, односно петиот вид на контрацепција. Стерилизација, тука стерилизацијата кој може да ја користи стерилизацијата? Вака, стерилизацијата може да се користи на свое барање, значи стерилизација може да се употребува кај мажот и кај жената. Кај жената, значи кај мажот, значи на свое барање може да се изврши стерилизација. Меѓутоа постојат и медицински индикации каде што пожелно е и треба да се направи стерилизација. Во тие индикации, медицински обстетричките индикации, односно акушерските индикации, кои може да бидат подлога за стварање на таква стерилизација, тоа се повеќе раѓања, многу често раѓање, повеќе царски резови, ерха имунизација, повеќе спонтани абортуси. Значи, се оно што може да го тангира здравието кај жената, спаѓат во едни од индикациите за стерилизација кај жената. Други индикации кои може да се користат, тоа се леукемии, малигноми кај жената, мускулни дистрофии, фиброцистични болести на панкриасот. Значи, повеќе се индикации кај што можат да се стерилизираат жените. Што уствари представува стерилизацијата? Стерилизацијата е хируршки начин на
пресекување или подврзување на јајцеводот. Значи, фактички на механички начин, кога ќе го подврзеш или ќе го пресечеш јајцеводот, не дозволуваш јајната клетка од јајникот преку јајоводот да дојде во матката. Тоа може да се изврши со електрокаутеризација, со струја или термокаутеризација, едноставно да го изгореш, испржиш тој дел од јајоводот. Кај машките обично се користи вазектомија, пресекување или подврзување на семеводот. Так. Кој може да користи стерилизација? Кај кој може да се употреби стерилизацијата? Па ги кажав индикациите, жените, само жените обстетрички, кои значи ако има во некои случаи кај луѓе кои немаат пород. Така. Значи прво на свое барање може, меѓутоа и овие индикации што ги наведов медицински и може ли да има некои последици или компликации? Па како е кај секоја хируршка интервенција, одредени компликации може да се појават, меѓутоа ретки се тие компликации. Методата е едноставна, не е комплицирана. Така, тоа се 5 видови на контрацепција кои ги споменавме и ги објаснивме во оваа емисија, а вие го споменавте и абортусот, кој кратко ќе го споменеме, а цела емисија ќе посветиме на абортусот, за да повеќе објасниме за него. И еве што представува абортусот веќе кога ќе настане бременост и кои се последиците од него или компликациите. Кратко ќе објасниме затоа што друга емисија ќе посветиме на него. Еден од начини за регулирање на фертилност, уште на почетокот кажавме, е веќе кога ќе настане бременост. Тоа значи дека не е убаво изрегулирана фертилноста. Да, како да се земе. Така, да. Абортусот кај нас со позитивните законски прописи е дозволен до 10-та недела без никакви проблеми, односно со желба на бремената жена може да направи абортус. Сега со новите законски прописи реков потребна е консултација, односно соработка на психолог, одредено време за размислување, советување и така други процедури додека да се тоа направи. Меѓутоа сега, пошто накратко би кажале нешто, пошто во некоја друга прилика ќе зборуваме повеќе за абортусот, треба да кажеме некои последици, односно компликации кои може да настанат од тој абортус, бидејќи не е пожелно абортусот да се прави, секој пат треба претходните методи да се користат, односно да не дојде до бременост. Во тие компликации што може да настанат од абортусот, може да бидат непосредни компликации додека се изведува абортусот и касни компликации, исто така, кои може да се јавуваат во понатамошниот период. Во непосредните компликации кои настануваат, тоа може да настане перфорација на матката, односно да се продупчи матката од инструментите што ги користиме. Друга непосредна компликација е јако крварење кој може да настане при самата интервенција од повреда на една артерија кој се најдува во грличот тамо на матката, блиску до надгрличот матката, тоа е артерија утерина, голем крвен сад кој може да биде повреден при интервенцијата и да дојде до обилно крварење. Третиот начин, мислам, третата компликација може да дојде до раскинување на цервикалните нитки на грличот на матката. Друга компликација која може да настане е компликација од самата анестезија што се дава при абортусот. Тоа се обично тие непосредни компликации кои во тој момент може да се јават. Меѓутоа, покасните компликации кои може да се јават, тука може да бидат инсуфициенција на грличот на матката, односно слабост на грличот на матката, од тоа раскидување на тие цервикални нитки што се најдуваат во грличот на матката, па жената кога ќе остане некој пат бремена, ќе треба да се прави серклаж, односно да се подврзува грличот на матката. Друга компликација која може да настане се разни инфекции, може да се појават тромбофлебитиси, воспаление на вените, може да се психички проблеми појават кај жената, кои може да бидат исто така доста сериозни. Психички стресови после абортусот, да. Абортусот и една од најнепосакуваните и најтрагичните е стерилитет. Стерилитет. Жената да не може натаму да има пород.
Еве причина плюс зошто не би се одлучиле на абортус, така ли? Добро, абортусот, кажавме, ќе посветиме посебно внимание и посебна емисија. Јас мислам дека ги објаснивме сите видови на контрацепција, па сепак консултацијата со лекар е многу важна, за да нели треба да се одреди кој начин, со кој вид на контрацепција би користила дамата или можеби момчето, се разбира. Доктор Јаскевиц, така? Би сакал уште нешто да кажам, што го испуштиме можеби на почетокот, тоа требаше да го кажеме. Околу контрацепцијата, околу пазењето и сето тоа, мислам дека потребно е не само медицинските лица, меѓутоа и фамилијата да посвети доста внимание, школото исто така, едукација на младите особи, меѓутоа сепак сметам дека фамилијата, мајката, таткото треба да работат со своите деца, односно и со женските и со машките, да ја објаснат што значи да се има односи, кога треба да се има односи, кои се последиците од тие односи, значи така да се делува на превентивата повеќе, така. Превентивата, ако значи родителите знаат да ги упознаат своите деца со последиците што може да настанат, мислам дека нема да доаѓат до сите овие несакани работи. Колку младите користат контрацепција? Еве, буквално кај нас во Кочани. Па не е голем процентот на користење. Поголем е за разлика од претходните години уназад, 10-20 години, поголем е начинот на користење. Мене ме радува фактот што младите почнаа да ги користат оние методи, еве за кондомот да кажам, мислам дека почесто го користат сега, него ли што се го користеле порано. Тоа се должи на едукациите како во училиштата, така и во болниците. Мислам дека има влијание. Значи, родителите мора да посветат посебно внимание и објаснување на своите деца. Но факт е дека младите стапуваат во сексуални односи многу порано отколку порано што така, било така. Така и заради тоа кажувам дека едукацијата на родителите е многу важна за успех на сето ова што го зборевме до сега. Доктор Јаскевиц, се заблагодарам што денеска одвоивте време, еве да ги советуваме нашите гледачи во емисијата Здравјето е се, и следна емисија би посветиле внимание на абортусот и последиците од него. Добро. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се. Разговаравме со доктор Фунзи Јуруков, специјалист гинеколог во Кочанската општа болница. Разговаравме за видови контрацепција, веќе следна емисија посветуваме на абортусот. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следната среда во истиот термин. Останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.